Добро вечер, почитувани гледачи, време е за дневник на К1. Ова се настаните кои го одбележаа првиот ден од месец септември. Започна новата 2016-2017 учебна година. Првачињата радосни на првиот училишен ден. Секторот за внатрешни работи Велес се грижи за безбедноста на најмладите, превентивни мерки на почетокот на новата учебна година. Се е подготвено за одржување на манифестацијата Тиквешки гроздобер во Кавадарци. Први септември го означува почетокот на учебната година. Првачињата се оние кои најмногу му се радуваат на овој ден, бидејќи за прв пат ќе седнат во училишните клупи. Во основните училишта во Велес, во прво оделение се запишани 580 првачиња. Брзај, прваче. Во школскиот двор течета учителка со мајчински збор. Бутви, стазни, притезни. Започна учебната 2016-2017 година. Учениците седнаа во училишните клупи. Највозбудени сепак беа првачињата и нивните семејства. Од локалната самоуправа вела дека бројот на прводеленци е 580. На првиот училишен час градоначалникот Славчо Чадиев во посета на подрачните училишта на основното Васил Главинов во селото Сливник и на селбата Превалец. Општина Велес подготвено со своите училишта ги пречека сите првачиња. Во меѓувреме во ВОД се решаваат и доста проблеми, значи околу реновирање, околу пуштање нови училишта. Можете да видите дека и подрачното училиште во Превалец има неколку изреновирани работи, значи се еден училишниот двор после години и години избетонирани се околу 400 квадрати простор кај што децата ќе ги минат своите слободни часови. Поставени се ламинати на училниците, ламинатни подови, поставени се нови прозорци. За жителите од село Сливник овој ден е посебен. Наставата започнува во нова училишна зграда. Една прекрасна изградена зграда со сите услови за одржување на настава. Значи ние не запираме тука, сегде оному кај што ќе има шанси ќе продолжиме со реновирање, со градба, наред и Манковци да го допремиме после оној несреќен пожар. Училиштето, иако е модуларно ново, ние планираме таму да изградиме, да доградиме уште неколку училници, за да ги задоволиме потребите на учениците. И на наредниот период ние наред мала реконструкција добра на училиштето во Свят. Учебната година започна и во 4 средни училишта во Велес. Намалениот број на запишани средношколци е причина советниците да дадат зелено светло за формирање на паралелки со помал број на ученици. И во општина Кавадарци беше возбудливо за првиот училишен ден. Голем број првачиња во сите основни училишта со нетрпение и радост очекуваат да го слушнат првото училишно звонче и да седнат во училишните клупи. Еве како помина првиот училишен ден во училиштето Страшо Пинџур во Кавадарци. Насмеани, возбудени и помалку збунети лица беше гледката во училишниот двор во општинското основно училиште Страшо Пинџур во Кавадарци. Првачињата го очекуваа звукот на првото училишно звонче за да седнат во училишните клупи. Со големо нетрпение и радост го дочекаа 1 септември. Како за нив неизвесен денов беше и за нивните родители. Училиштето е место каде се откриваат нови светови, се запознаваат со нови пријатели и сето тоа се одвива на забавен начин и не е нешто од кое треба да се плашат, вели директорката Васка Јовановска. На првачињата на овој училишен ден би му посакала да ги шират своите знаења, да се ангажираат, да се гледаат дека само со собствен труд и со собствено ангажирање ќе станат личности во животот. Затоа што адаптацијата, која почнува во почетокот на учебната година, е така потешка и ние цели тимови работиме со родителите за они самостојно да се адаптират и да бидат самостојни во своето учење и во својот престој тука во училиштето. Председателката на Советот на општина Кавадарци Горица Пеливанова Вилхелм на сите првачиња од Кавадарци им посака овој ден вечно да остане запаметен во нивните детски срца, да уживаат во училишните денови, бидејќи училиштето е нивниот втор дом.
Еве, јас како председател на Советот и представник од локалната самоуправа, ја имам таа чест денес првиот училишен ден да бидам со дечињата. Јас по професија сум педагог, што значи овој ден од секогаш бил посебно доживување за првачињата, меѓутоа и за наставниците и за родителите. И затоа еве ја користам оваа прилика на сите првачиња во општина Кавадарци да им го честитам првиот училишен ден, да им посакам многу успех во учењето и во понатамошниот живот, а секако наставниците како нивни втори родители, значи не се сомневам дека ќе си ја работат својата работа, а еве еден апел и до родителите, сепак и тие да бидат активни учесници во реализирање на програмата на наставата во училиштата. Со свечена прослава беше одбележан првиот училишен ден и во останатите училишта во Кавадарци. Се слушаше детска смеа и радост. Директорите на училиштата ги пречекуваа учениците, а особено првачињата, и им посакаа среќен почеток од новата учебна година. Со почетокот на учебната година продолжуваат превентивните мерки кои полициските службеници ги преземаат за безбедно учество на најмладите во сообраќајот. Од денес полициски службеници ќе бидат присутни пред основните училишта во градот заради безбедно пристигнување на учениците во училиштата. Првиот училишен ден започнуваат и нашите активности пред се од превентивен карактер, односно полициските службеници од полициските станици за безбедност на сообраќајот на патиштата, почнувајќи од денес и предстојните денови, ќе бидат присутни пред секое основно општинско училиште, лоцирано на подрачјето на секторот, тоа е во Велес, Кавадарци и Негодино, и нивната задача ќе биде пред се од превентивен карактер, односно за безбедно учество на најмладите во сообраќајот, учениците, и нивно безбедно движење во сообраќајот и безбедно преминување на улиците. Во оваа прилика би апелирале до сите учесници во сообраќајот, особено до возачите, на поголема толерантност кон пешаците, особено кон учениците, почитување на сигнализацијата, особено во делот на запирање и паркирање на возилата на улиците непосредно пред училиштата, бидејќи со самото тоа действие ја загрозуваат сигурноста и безбедноста и на учениците, на дечињата, но и на сите останати учесници во сообраќајот. Договорот на лидерите на 4 политички партии отвара можност предвремените парламентарни избори во Македонија да се одржат на 11 декември, како што во изјава за новинарите вчера рекоа Груевски, Заев, Ахмети и Тачи, исполнети се условите од Пржинскиот договор за реализирање на избори. На 11 декември оваа година според договорот постигнат на лидерската средба која вчера се одржа во клубот на претеници, во Македонија треба да се реализираат предвремените парламентарни избори. Ние сакаме да доеме до ситуација каде што народот ќе го има главниот збор. Ниту Зоран Заев, ниту Никола Груевски, ниту еден или друг или трет. Туку сите граѓани на Република Македонија. Тие гледа, слуша, ценеа, видоа се што се случуваше во овие 2 години, видоа кој зашто и како работи, гледаат кој се бори за државата, кој работи, да се создадат дела, да се создават работи, да се отворат работни места, да се донесат инвестиции, кој пак работи да се направи деструкција, кој работи во правец на правење и продолжување на кризи. На 11 декември ќе излезат, ќе си го кажат своето мислење. На 11 декември ќе ги поразиме сиромаштијата, криминалот, корупцијата, етничките поделби, омразата. Ќе ги поразиме партизацијата на институциите, хајките, нарачаните судски процеси, мафијата. Мора да ставиме крај и на иселување на младите луѓе и на опустошување на земјата. Почитувани граѓани, ве повикувам на масовна мобилизација сите граѓани за победа на Македонија. И представниците на двете најголеми албански партии задоволни од постигнатиот договор. Фер, демократски и слободни избори, при што се договоривме парламентарните избори да се одржат на 11 декември 2016 година. Од 2 септември почнува почитувањето на сите рекови кои што се пропишани во договорот.
Мислам дека е многу добро што потпишавме договор да имаме фер и демократски избори на 11 декември, но поважно ќе биде ако партиите што ќе ја сочинуваат владата од задутре дават голем придонес тоа да се дешава и на терен. Ние ќе продолжуваме да се однесуваме конструктивно. Главната надеж и гаранција за ДПА останува меѓународниот фактор. Соединетите американски држави, Европската унија и другите институции што ќе ги наблюдуваат изборите во Македонија. Во функција на изборите од 11 декември, утре се очекува да биде формирана техничка влада. 100 дена пред изборите, Санта Аргирова да ја преземе уредувачката палка во информативната редакција на националната телевизија. Дел од граѓаните на улица Архиепископ Михаел изразија револт за изградба на дивоградба на истата улица број 77. Жителите велат дека со нивниот проблем е запознаена и локалната власт. На улица Архиепископ Михаел 77 во близина на основното училиште Свети Кирил и Методи се гради дивоградба. Ова го тврдат жителите од истата улица, чии домови граничат со градбата за која велат дека е без соодветна градежна дозвола. Бараме од обвинителството до кое што имаме поднесено кривични пријави за сите инволвирани во овој случај, што побрзо да преземат мерки, затоа што загрозени се животите на сите овие луѓе што ги гледате зад вас. Од кога почна да се гради оваа дивоградба, значи повторувам, без одобрение за градба, многу битно. Почнато е да се гради објект. Немаме мир, имаме закани многу. Жителите велат дека со нивниот проблем е запознаена и локалната власт. Он дојде со намера дека ги почитува законите и рече дека ќе се гради куќа од 100 квадрата. А тука се гради објект што ние не знаеме со која цел е и што објект е. Да дојде да ни објасни што се гради. Значи ние не знаеме што се гради. 300 квадрата плоча се става, 2 плочи по 300 квадрата, а не знаеме што се гради. А во опасност не се животите. Па и ние имаме фамилии за гледање. Од општината пак велат, во изминатиот период градоначалникот остварил неколку средби со засегнатите семејства. Општината постапува според законите за градба, вели Чадиев, додавајќи дека на адвокатите кои тие ги имаат ангажирано им е дадена целокупната документација. Законот овдека е почитуван 100%. Можете документи да добиете нови, они испратија своји адвокати, се им е дадено на адвокатите. Нивни адвокатска куќа од Скопје имаат ангажирано господата, мислам нивно право, ја го почитувам тоа, се им ја дадено на увид. Нема нити еден документ скриено, нема нити еден негативен, мислам документ направено посебно за сите рокови од кај нас се запазени. На местото каде сега се гради новата градба, до пред неколку месеци постоела семејна куќа. Жителите денес велат дека според првичните информации, тука ќе се градело куќи на 3 спрата, но поставените плочи тие тврдат дека кажуваат нешто друго. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на работна средба со градоначалници и ресорни министри. Целта била да се види до каде се започнатите проекти кои се дел од барањата кои граѓаните ги посочиле како приоритетни на средбите кои што Груевски и министрите континуирано ги имаат со нив. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денес имаше работен состанок со министри од повеќе ресори и градоначалници. Целта беше да се направи анализа на досега спроведените активности за исполнување на барањата од жителите во општините кои неодамна беа посетени од Груевски владините функционери. Како политичка партија, веќе долг период имаме прифатеност кај граѓаните како дека сме политичка гарнитура која што стои зад дадениот збор, стои зад ветувањата, стои зад она кое што ќе го вети при средбите со граѓаните и од тука тоа е огромна одговорност. Да се испорача ветеното и да се одговори на потребите на луѓето во онаа мера во која што тоа е можно и во онаа мера во која што тоа е ветено. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски информира дека наскоро започнуваат градежните работи за обнова на најоштетениот дел од автопатската делница Неготино-Демиркапија. Реконструкцијата на 16 километри од патот во двете насоки ќе трае 1 година. Се чека утврдување на времениот режим за сообраќај за старт на градежните работи.
Се е подготвено за одржување на манифестацијата Тиквешки гроздобер во Кавадарци. Денеска на пресконференција градоначалникот Александар Панов заедно со представникот од Сдруженијето на граѓани Пиволенд пред пошироката јавност ја презентираа програмата за овогодинешниот гроздобер. Се е подготвено и годинава за одржување на манифестацијата Тиквешки гроздобер. Настаните започнуваат од денеска, а на градскиот плоштад се прават последните подготовки. На Кавадарци од 1 до 4 септември, по 36 пат во 52 годишна историја, ќе му се случи Тиквешки гроздобер. Денеска на пресконференција градоначалникот ја соопшти програмата за овие 3 дена и ги покани сите граѓани на Македонија да присуствуваат на добра забава и одлична музика во изведба на познати бендови. Почитувани сограѓани, почитувани граѓани на Република Македонија, предстојните неколку дена, односно 2, 3 и 4 септември, ќе бидат празник за душата на цела Македонија во организација на Општина Кавадарци и компанијата Пиволенд, кој што го организира во име на локална самоуправа Кавадарци овој настан. Во тој смисол би сакал од мое лично име, од името на градот Кавадарци, сите кавадарчани, сите граѓани на Република Македонија, сите пријатели на градот Кавадарци и сите оние кои што сакаат да уживаат да ги поканам и да бидат гости наредните 3 дена во Кавадарци. Со оглед на тоа што капацитетот на градскиот плоштад е до 20.000 лица, Панов очекува минимум 50.000 присутни на оваа манифестација. Организатори оваа година се Сдруженијето на граѓани Пиволенд од Скопје. Се надевам дека нашата организација успешно си ја изработи задачата и дека настапите кои што се поканети да го забавуваат народот тука, нели, ќе ги задоволуваат различните вкусови кои што може еден фестивал да ги има. Така да уште еднаш можеме да повториме дека во петок е настапот на риблја чорба, потоа во сабота е настапот на парни ваљак и за недела е настапот на Бангладек со датина и трибјутот од Coldplay кој што ќе не посетат од Италија. Тиквешкиот гроздобер и годинава ќе понуди различни содржини за сечи вкус, а највпечатливи ќе бидат концертите на риблја чорба во петок и парни ваљак во сабота. Традиционално, трета година поред, музеот во Демиркапија го посети овогодинешниот лауреат на Златниот венец од Струшките вечери на поезијата Маргарет Атвуд во присуство на директорот Мите Стефоски. Госпоѓа Атвуд беше запознаена со поставките во музеот. Таа беше восхитена од содржината и амбиентот во него, како и од културно-историското минато на Демиркапија. Маргарет Атвуд е писател од светски ранг, таа е автор на повеќе од 40 книги, поезија, проза, детска литература, раскази и стручна литература. Има објавено преку 15 збирки поезија, кои се преведени на многу јазици и објавени во повеќе од 25 земји. По 10-ти пат во Велес се одржа манифестацијата Сладоледијада. Оваа манифестација во организација на Сдруженијето на жени за мултикултурни активности Креација 2009, а оваа година истата има хуманитарен карактер. Манифестацијата Сладоледијада по 10-ти пат се одржа во Велес. Своите вештини во декорирање ги покажа жените учеснички кои со фигурите од сладолед го привлекоа вниманието на сите љубители на ледениот десерт. Како и секоја година, така и оваа имаше новитети во изработката со сладолед. Оваа година, како и сите претходни, манифестацијата има надпреварувачки карактер, со таа разлика што годинава сладоледот кој што ние на располагање оставен од фирмата Милина, а го имаме во количина од 160 килограми, значи истиот ќе биде хуманитарно продаден, а средствата ќе бидат насочени за фамилија од Стајковци Скопје, кои што се настрадани во поплавите. На манифестацијата учествуваа 6 надпреварувачки, но имаше и такви кои за прв пат ги покажаа своите вештини во декорирање. Како најдобра се истакна креацијата Папагали. Ова ми е прва година, а инаку сум редовен учесник, само гледам, нели, од страна, а секогаш учествувам, више од почетокот на Сладоледијадата. А оваа година сакав да се пријавам и јас бидејќи на хуманитарна, нели, цел и затоа сакав да се пријавам.
Па да го крстам како детска фантазија, нели нешто така. Децата сакаат гумени бомбончиња, со сладолед добра комбинација ќе оди, мислам јас. Манифестацијата е со локален карактер, а истата е во организација на Сдруженијето на жени за мултикултурни активности Креација 2009. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков поднесе оставка, а Оливер Антонов е предлог за нов министер за внатрешни работи. Европската унија и Соединетите американски држави го поздравија договорот постигнат за изборите. Вестите од земјава во продолжение. Митко Чавков, министерот за внатрешни работи, поднесе оставка, а Оливер Антонов е предлог за нов министер за внатрешни работи. Ова го изјави владиниот портпарол Александар Ѓоргиев. Тој нагласи дека премиерот Димитриев ја прифати оставката на Чавков и согласно законските прописи ја испрати до собранието заради нејзино констатирање. Истовремено премиерот до собранието испрати предлог професорот Оливер Антонов да биде нов министер за внатрешни работи. Тој има долгогодишно искуство со работа во разни сфери во областа на безбедноста, а моментално е професор и тој е предлог кој доаѓа од редот на експертската фела. Откако претениците ќе го изберат Андонов, тој ќе биде нов министер, а потоа ќе биде и дополнителен заменик министер за внатрешни работи во владата за спроведување на изборите, која би требало да се изгласа во собранието утре, вели потпаролот Ѓоргиев. Според потпаролот Ѓоргиев, се очекува премиерот Димитриев да го предложи Митко Чавков за нов директор на Бирото за јавна безбедност во МВР. На истата седница за нов директор на УБК е именуван Владимир Атанасовски, досегашен директор на Управата за финансиско разузнавање. Еврокомесарите Федерика Могерини и Јоханес Хан го поздравија вчерашниот исход од преговорите меѓу лидерите на 4 најголеми политички партии во Македонија. Тие оценија дека лидерите донеле повеќе важни одлуки за имплементирање на договорот од пржино, меѓу нив и закажувањето на изборите за 11 декември. Во соопштението стои: ги повикуваме сите политички партии стрикно да ја почитуваат кредибилноста на изборниот процес, да им дозволат на граѓаните слободен избор, а по изборите да формираат влада која ќе се зафати со суштински реформи и ќе работи во интерес на сите граѓани. Стои во соопштението. Функционерите на Европската унија повикуваат до крај да се спроведе ланскиот политички договор. А вестите од светот денеска: повеќе лица повредени во престрелка во Копенхаген. Иран ќе изгради 2 нови нуклеарни реактори со помош на Русија. 2 полицајци и 1 цивил се повредени во престрелка што се случила во Копенхаген. Полицијата подоцна го апсила напаѓачот. Инцидентот се случил во Кристијанија, делот од Копенхаген, каде жителите прогласиле христијанско автономно подрачје. Полицијата соопшти дека едниот полицаец е ранет во главата од огнено оружје, а вториот во нога, додека цивилот се здобил со прострелна рана во надколеницата. Врз полицијата било пукано додека ги извршувале своите рутински задачи во Кристијанија, наведе полицијата. Два нови нуклеарни реактори ќе изгради Иран со помош на Русија, изјави Али Акбар Салехи, шефот на иранската организација за атомска енергија. Како што информираше Салехи, работата за изградба на 2 нови нуклеарни реактори во Бушер ќе започне на 10 септември и ќе трае 10 години. Со изградбата на реакторите ќе се заштедат 22 милиони барели нафта годишно, истакна Салехи, додавајќи дека трошоците за проектот се проценети на 10 милиарди долари. Шефот на иранската организација за атомска енергија, кој воедно е подпредседател на Иран, го спомена договорот за соработка со Русија за изградбата на реакторите, но не наведе повеќе детали за партнерството.
Претежно облачно време и можност за појава на повремен пороен дожд проследен со грмежи е прогнозата на метеоролозите за првиот ден од месец септември. Утре ќе преовладува стабилно претежно сончево време со максимална дневна температура до 32 степен. Со информацијата за времето го завршуваме дневникот. Пријатно!